Во нашата болница се грижам за исхраната на сите хоспитализирани пациенти, лекувани конзервативно или постоперативно, и имаме генерализирана исхрана, меѓутоа чест ми е што хирурзите кои што или докторите на кои што им е потребна специфична исхрана за одреден пациент во согласност со неговата состојба, да изготвам протокол на исхрана за време на нивниот престој. А исто така, сите оние кои што имаат проблем со регулирање на телесната тежина или пак имаат здравствен проблем кој што не подразбира болничко лекување, соработувам со нив после нивното закажување на термин кај мене. Така. Значи, тоа е она што е твој поле на функционирање на работа и баш широко, морам да кажам, со оглед на сите овие нешта што ги спомна. Само сакам да ја представам и Верица Ристовска, која што е бренд менаџерка на Биогаја во Евофарма и ќе биде дел, се разбира, од оваа студија на случај, односно ќе не едуцира малку околу пробиотиците. За почеток, ајде да ми кажеш, доктор Сајковски, пак ќе се надоврзам на него, рече дека денес... Мојот ментор. Да, менторот твој. Морам само да кажам нешто. Кога го подготвував дипломскиот труд, многу ми помогна, и особено во магистерскиот, и цело време ме фрла во оган кога треба да се направи одредена исхрана за некое дете, и навистина многу работи научив од нив, така да дефинитивно и го викам така ментор. Ето, тоа се тие ваши колегијални релации покрај оние менторските и поттик и предизвик, нели, како што кажи самата. Но ајде јас да се вратам на ова што сака, бидејќи тој рече дека и на пазарите, сакајќи да купиме витамини и да внесеме здрава храна, често умееме да внесеме многу повеќе токсини и материи кои што се штетни за нас. Зошто добрите бактерии се толку добри за нас и дали тие помагаат во процесот на решавање на проблемот со овие токсини за кои што зборуваше? Да, навистина е тажно, не сакам да кажам трагично, не сакам да звучам деструктивно, што во соглед на загадувањето кое што не обкружува, особено во нашата земја, бидејќи спаѓаме во градовите, па еве ќе го земам Скопје и Тетово како пример, од најзагадените градови на светско ниво, немаме извори на храна која што е навистина чиста. Таа среќа имаат луѓе кои што живеат во рурални средини, во средини кои што не се допрени од цивилизацијата толку многу како ние, и со оглед на тоа дека нашите пазари се отворени, сите тие свежи продукти се изложени на исклучително високо ниво на тешки метали, поготово особено оние кои што се покрај улиците, и ние не можеме да се одбраниме од тоа, меѓутоа можеме малку помудро да одбереме. Тоа е варијанта да се насочиме кон органски производи. Има сега сајтови каде што можеби некомплетно сертифицирани дека се органски, сепак храната која што ја собираат од мали земјоделци може да се најде на нашите трпези и пријатно е да се користи. Вашето прашање е дали колку пробиотиците помагаат. Помагаат, прво треба начинот на третирање на таа храна од аспект на нејзино чистење, бидејќи знаете како додека пестицидите се дозволени за употреба, доколку одгледувачите навистина се придржуваат на протоколите кои што се наведени во користење на одреден пестицид. Значи, не би требало да не убијат пестицидите, меѓутоа ако се злоупотребат, тука е проблем. И затоа не секогаш го знаеме изворот на свежа храна од кај што го купуваме. Нивното потопување, убаво миење, потопување во сода бикарбона ги ресорбираат околу 70% од пестицидите. Меѓутоа, сакав само тоа веројатно, значи ги миеме зеленчукот и овошјето и оние зелени лисести, нели, и ги ставаме во вода со сода бикарбона. Се што има кора, значи се што е свежо треба да се потопи. Јас би сакала само да нагласам дека зелената салата е навистина единствено растение кое што одредени земјоделци го садат за да ги абсорбира тешките метали, така да како нутриционист не препорачувам премногу често конзумирање. Еве мене ми е најомилен вид на салата. И мене. Така, меѓутоа, доколку се произведува органски во почва за која што веќе напоменав. Пробиотиците се најглавен, многу битен сегмент од суплементацијата.
доколку зборуваме како суплементација, бидејќи се знае дека пробиотици имаме и во одредено кисело млеко, во ферментираните производи во вид на храна. Меѓутоа, многу е битно кој вид на бактерии ги внесуваме, значи зборам за корисни бактерии, со оглед на фактот дека тие како суплементи, односно нивната функција е да се врзуваат со патогените, а исто така и со отровите кои што се наоѓаат во нашиот организам, во гастроинтестиналниот тракт, и со тоа помагаат да колку толку се ослободиме од сите тие токсини кои што се внесени преку храната. Ама ајде сега да бидеме реални. Колку кисела зелка или колку јогурт ќе треба да испијам јас за да внесам доволна количина на пробиотик? Дали преку исхраната можам да постигнам оптимум во? Може, меѓутоа, пак ќе речам, битен е сојот на бактерии кои што се внесува. Значи, јас година и пол го внесувам биогаја конкретно, заради тоа што Lactobacillus reuteri protectis DSM 17938 овозможува да прво се задржува колонизира во целиот организам, значи желудечната киселина не го уништува, што е многу важно, значи не го губиме кога ќе го внесеме, се наоѓа во плунката, во устната шуплина, во мајчиното млеко останува, во гастроинтестиналниот тракт, во вагината и во фецесот. Сега направени се истражувања кои што покажуваат дека токму ова што го зборуваме потврдено, дека овој тип на пробиотик дефинитивно се задржува во организмот, а докажано е преку испитување на одредени субјекти, односно нивниот фецес. Така да треба да се внесуваат преку храна ферментирани производи задолжително. Меѓутоа, доколку сакаме да бидеме потполно сигурни во комплетната надоградба на пробиотици, јас би препорачала тоа да биде во вид на суплементација, и тоа суплементација која што ќе биде континуирана, затоа што покажано е дека користењето на овој вид на пробиотик, значи на овој сој, после 3 месеци, освен тоа што се зголемува имунитетот, освен тоа што не штити од инфекции, бидејќи како што кажав ги напаѓа патогените во гастроинтестиналниот тракт, 60% од луѓето кои што користеле 3 месеци Lactobacillus reuteri protectis, нивната протекција на респираторни заболувања е зголемена за 60%. Тука, пред да преминеме на другите клинички студии, само морам да прашам дали, бидејќи веројатно сите се велиш континуирано, дали може да се направи штета, дали има предозирање од употреба на пробиотици, дали има било каква контраиндикација за земање на пробиотици? Зависност, создавање зависност од пробиотици? Нема, според она што јас го имам истражувано и тоа што го покажуваат научните студии, а мојата драга пријателка Верица може тој да го потврди, да објасни малку повеќе. Сметам дека јас лично на моите клиенти, не би ги нарекла пациенти, редовно им давам пробиотски култури, затоа што пробиотикот превенира од многу работи, од многу болести, како што реков, го зголемува имунитетот, кој што 80% се наоѓа во здравјето на нашиот гастроинтестинален тракт, превенира од инфекции, го зајакнува гастроинтестиналната бариера, а многу важно е тоа што го зајакнува гастроинтестиналниот моталитет, што значи дека го успорува работењето на тенкото црево, каде што се ресорбираат нутриентите, и тоа значи дека кога ќе внесеме храна, а сме внеле Lactobacillus reuteri protectis, ресорбцијата на нутриентите кои што ни е потребна за унапредување на здравјето е квантитативно и квалитативно поголема. Сега некој ако сака да ја намали својата телесна тежина, нема да ослаби од пробиотик. Меѓутоа, она што сум го дала јас како протокол за исхрана, бенефитот ќе биде многу поголем, а додека пак овој сој на бактерии го убрзува работењето во дебелото црево, односно перисталтиката, со тоа што испразнувањето на дебелото црево е многу полесно и дури квантитативно поголемо, а што е од особена важност за секој организам, особено кога треба да се намали телесната тежина. А од таму таа врска за која што се зборува дека пробиотиците практично помагаат и во губењето на килограмите. Да. Јас тука би сакала само да се надоврзам во однос на биогаја како производ пробиотски на пазарот. Тоа е единствениот производ кој што е изолиран од мајчино млеко. Најпрво ќе кажам дека изолиран е од мајчино млеко на перуанка мајка која што живеела на Андите
И токму од тогаш започнува Биогаја како патентиран производ да го произведува. И она што е особено исклучително значајно е дека сите клинички студии на овој производ се правени точно со сојот на бактерија. Тоа е DSM 17938, кој што е патентиран и само Биогаја Шведска го произведува. Исто така би сакала да кажам дека во крајниот производ ги имате 10 на 8 или 10 милиони живи бактерии Lactobacillus reuteri protectis, и она што исто така Ана го кажа е дека навистина за да докажеме дека пробиотикот колонизира, потребно истиот да се сретне дури во фекалните маси, односно во фецесот, за да докажеме дека навистина колонизира. Токму такви студии во однос на Биогаја постојат, така да пробиотикот си го дава својот ефект на долги стази, како што кажа Јана, најубаво е да се користи подолго време, подолг временски период, затоа што имаме клинички студии кои што покажуваат дека доколку пробиотикот во континуитет се користи 3 месеци, имаме превенција не само на диареја, кое што е едно од најчестите гастроинтестинални нарушувања, туку имаме дури и намалување на фреквенцијата на респираторни инфекции, што значи дека сепак доаѓаме до моментот дека 80% од нашиот имунолошки систем е локализиран во гастроинтестиналниот тракт и дека навистина треба да водиме грижа, посебно при тоа имајќи го во предвид сојот на бактерија, затоа што е безбеден, докажан, со навистина над 224 клинички студии, 18.000 испитаници, и она што би сакала да го потенцираме дека Биогаја не е само производ наменет за бебиња и за деца, како што можеби најголемиот дел од тука присутните го знаат, го имаме и во форма на таблети за жвакање со 2 вкуса лимон и јагода, кои што исто така се доста практични за примена, затоа што еден едноставен начин секојдневно можеме да ги конзумираме и примаме. Она што е ново на нашиот пазар во моментов е еден исто така исклучително интересен производ кога станува збор за сите оние мајки со деца. Тоа е Биогаја со витамин Д, 400 интернационални единици согласно препораките на Европската агенција за нормални концентрации на витамин Д. И имаме еден синергистички ефект на витамин Д и на пробиотикот, така да може да се искористи како една исклучително добра опција во третманот, односно во превенцијата на инфекции кај дечињата. Дали може само да се надоврзам или те Може. прекинав? Извини. Секако. Кога ги спомна веќе Вери за децата и јас би сакала да ги спомнам бремените жени, ние како институција правиме бесплатни предавања секоја среда. Сега се онлайн заради состојбата со COVID-19, од кој што јас сум дел, и би сакала да напоменам дека многу е важно за секоја бремена жена да внесува суплементација од пробиотик, бидејќи до пред неколку години се сметаше дека бебето е стерилно додека е во утробата на мајката, меѓутоа научните студии потврдуваат дека тоа не е точно, туку дека сите оние бактерии кои што се наоѓаат во плодовата вода и во плацентата, бебето ги прима како своји, и нормално многу е битно дали породувањето кај мајката е извршено преку царски рез, значи тогаш микробиомот е различен, односно бактериите кои што ги содржи, и ги добива они од мајката. Доколку се породува трудницата, односно бремената жена со царски рез, тогаш ги добива обично, бебето ги добива бактериите кои што се наоѓаат на незината кожа и од условите во болницата. За едно дете да има здрав живот, многу се битни првите 1000 денови од истиот, односно како ќе се изгради тој нивни кревок гастроинтестинален тракт за да има висок имунитет и да не дојде до несаканите гастроинтестинални колики кои што обично се јавуваат кај бебињата. Па затоа убаво е секоја бремена жена да започне со земање на суплементација од пробиотик. Би ја навела истава Биогаја и ја даваат нашите гинеколози на бремените жени кои што ги третираат, и тоа да се случува 2 години од почетокот на животот на едно детенце, а со тоа, особено ако ги посетуваат градинки, бидејќи повеќе се изложени на инфекции, а многу од нив не јадат доволно, не внесуваат здрави намирници со оглед на тоа што се многу мали, не разбираат и се ориентираат според вкусот.
така да внесувањето на пробиотик во најрана возраст е од исклучително значење. Така. Тоа би сакала исто само уште минутка да се надоврзам. Биогаја развива еден концепт мајка и дете. Тој концепт подразбира дека пробиотик треба да се користи во првите 1000 дена од животот. Тоа подразбира дека бремената жена уште од самиот старт на нејзината бременост треба да почне со суплементација со пробиотици, заради тоа што докажано е дека тој пробиотски сој, Lactobacillus reuteri protectis, има својство трансплацентарно да се пренесе, односно преку плацентата настанува почетна колонизација на гастроинтестиналниот тракт на детето, односно на новороденото, и треба да се продолжи со користење се до втората година од животот. Зашто? Заради тоа што тоа се оние највулнерабилен период кога детето нели е точно како што кажа Ана поизложено на надворешни патогени и микроорганизми, но од друга страна со самиот механизам на дејство и она што ќе го создаде детето преку користењето на суплементацијата со биогаја, ќе допринесе во превенција на атописки дерматит, на екзема, исто така појава на различни диабетис мелитус и останати заболувања. Фактички вршиме превенција уште од најмала возраст кај бебињата за да се изградат во иднина како здрави личности. Така. Сосема за крај ќе ја прашам Ана зошто ни се дуе стомакот и ќе ни објасни малку подоцна. Тука е едно многу важно прашање, бидејќи еве вие кажавте дека ова е тој пробиотик кој што читаме, дека го добиваме она што го бараме, нели, и овие клинички студии кои што практично откриле дека се наоѓа во фецесот, знаеме дека поминал ни системот и ја завршил својата работа. Но како да знаеме кој пробиотик е најдобар, односно понекогаш на пробиотиците пишува и по неколку соеви, а овде еве гледаме еден, па дали тоа има некаква улога или ти ја спомна вече и количината, што значи Абсолютно, дали ни требаат, да. Не знам колку милиарди тоа ни треба на добри бактерии. Пак, како што кажав, треба да се внимава. Навистина на нашиот пазар, за жал, постојат голем број на пробиотски производи кои што декларираат на самиот производ дека содржат огромен број на пробиотски соеви во различни типови. Меѓутоа, кога ќе се задлабочите малку повеќе проучите, ќе сватите дека не постојат клинички докази кои што укажуваат дека со тој микс на бактериски соеви се направени клиничките студии. Навистина едукацијата треба да биде голема и кон самите лекари, можеби првенствено насочена, а после кон крајните корисници, меѓутоа да знаете дека има разлика. Ако зборуваме за биогаја, мене ќе ми биде стварно чест да кажам дека е светски лидер во производство на пробиотици и практично нема земја во светот кај што не се произведува и ние на крајот на денот не продаваме производ, продаваме наука, со која навистина се гордеам и можам да кажам дека честни и задоволство што имаме во Македонија. Неколку од присутните поминаа на штандот да кажат дека претходно ја набавувале од други земји. Стварно е навистина чест и задоволство да се работи за овој бренд. За крај, Ане, зошто ни се дуе стомакот? Дали сме осудени на тоа? Мислам дека секој втор човек го има овој проблем овде, посебено со текот на времето, годините и така натаму. Дали со пробиотици можеме да го решиме тоа? Прашањето е малку широко, јас ќе пробам да одговорам онака како што те разбрав. Стресот е најголемиот непријател наш, кој што веќе ни станува и сојузник, бидејќи станувајќи наутро веќе се соочуваме со сите обврски и со начинот на кој што не дразни средината и сето тој напор без разлика на љубовта што инвестираме за да го завршиме денот. Многу често ми се случува да нашите гастроентерохепатолози ми препраќаат пациенти кои што имаат синдром на иритабиран колон, и јас го имам. Тоа е состојба каде што дебелото црево не функционира како што треба, значи забавена перисталтика, надуеност, болки и така натаму. И во многу големи случаи, мислам редовно треба да се зимаат пробиотици за да се намали таа нелагодност, со тоа што исто така има изготвен протокол нормално кој што е индивидуален, бидејќи најтешко е да се работи со луѓе кои што имаат гастроинтестинални тегоби, затоа што толку е субјективно сето тоа да ист производ даден од моја страна навистина различно делува кај секого. И покри протоколот кој што го давам, некогаш се прави интолеранција на одредени продукти со кои што е заситен организмот. Тоа е малку модерно во последно време, ама со оглед на квалитетот на производи кои што внесуваме од аспект на млечни производи, кои што јас не ги преферирам освен козите,
заради да не објаснувам сега, да не навлегувам зошто во друга прилика, и глутенот кој што многу луѓе се плашат од него, треба да го внесуваме, меѓутоа нарушувањето на дигестијата и перисталтиката при внес на денешниот глутен е заради неговиот квалитет. Глутенот пред 50 години и денешниот е сосема различен. Затоа ќе препорачам на сите присутни во салава и на сите оние кои што ќе не гледаат да се потрудат да користат пробиотици. Ете, нормално ние ги препорачуваме Биогаја, затоа што кај мене лично, барем од моје искуство, сите оние кои што дошле кај мене и сум им помогнала, дефинитивно пробиотикот играл клучна улога, нормално како исхраната. Так, повели? Само едно кратко надополнување. Еден од механизмите на дејство на Биогаја е точно затегање на врските, односно на ентероцитите, тоа се едни ситни клетки кои што ги има во внатрешноста на самото црево. Така да со самото користење на Биогаја на долги стази, тие врски помеѓу клетките се затегаат, стануваат погусто збиени и не дозволуваат крупните молекули од кравио млеко да поминат во дебелото црево и да направат проблем. Тоа е една од придобивките и затоа, значи, самиот производ има антиалергени карактеристики. Еве лично ќе споменам дека сега сум од оваа страна како бренд менаџер на Биогаја, меѓутоа мојот прв сусрет со производот беше токму заради мој личен проблем, односно личен проблем на моето дете со интолеранција на лактоза, заради што ни беше сугерирано да ја користиме Биогајата и тогаш исто јас ја набавував од надвор. Навистина употребата на долги стази во континуитет и отстранувањето можеби во одреден период од животот токму на млечните производи направи да се еве во овој момент отклони тоа како причина и нели да имаме нормално и здраво детство, какво што нели секој од нас посакува за своето дете. Благодариме многу за оваа едукативна сесија која што ни овозможивте и се гледаме во друга прилика, а останатите сите ќе појдат на штандот, се разбира, за да апсолутно да им одговори на уште некое прашање и ти Верче. Ви благодариме на поканата, задоволството беше огромно. Сега, за да биде задоволството уште поголемо, следуваат изненадувањата и подароците. Јас само ќе кажам за сите наши драги присутни овде гостинки дека до крајот обезбедивме подароци кои што се многу вредни и интересни, ваучери за часовници и накит од Убавина и здравје, понатаму спортска опрема од бразилскиот премиум бренд Кажу Бразил, понатаму Ланче Сваровски, личен прочистувач за воздух кој што се носи околу вратот од компанијата Цептер, многу бави пакети од брендовите Виши, од Жан Митрев клиник, од Ла Рош Позек, има многу подароци и изненадувања, а сега е време за швајцарскиот бренд Ревалит, кој што е исто така под закрила на компанијата Ево Фарма и токму сега ќе имаме еден убав гивовеј, односно ќе усрекиме 5 и 2 седумина од нашите гостинки. Ана, ти ќе ми помогнеш да нема проблем, задоволство ми е. Добитник на сет кој што е сет за тенка коса, сет кој што практично има анти-ејджинг ефект, односно сите ние внимаваме на кожата и старењето незино, но докажано е дека и косата старее, оттаму се истенчува и затоа овој сет сочинет од шампон и флуид ќе биде добре дојден за некој кој што ќе си го проба, а тоа е Габриела Милановска Атанасовски. Честитки. Еве, Габриела, нашите ќе ја пречекаш Габриела тука, ние ќе и честитаме и ќе го испроба овој сет за тенка коса, а сега ќе видиме кој ќе го добие сетот за згуснување на косата, односно веќе не се знае кој се има проблем со опаѓање на косата, повели Ана, што поради короната и ковидот, што поради стресот за кој што зборуваше Јана, но и низ за други фактори, овој сет докажано ја згуснува косата, а тоа ќе го провери Мирјана Блажеска. Дали е тука? Мирјана? Да. Ете, и Мирјана Блажеска. Честитки. Честитки за неа. А сега влечеме 5 добитнички на тоник ампули на Ревалит. Тоа се ампули кои што ќе се со кофеин и исто така ќе помогнат стимулација и изгуснување на косата. Инаку станува збор за швајцарски премиум бренд, кој што верувам дека сте го сретнале и во нашиот магазин и дека со задоволство ќе имате прилика сега да пробате. Еве.
Може. Кој е добитник, а не? Ајде. Емилија Гацовски. Емилија Гацовски е добитничка на еден сет ампули. Се надевам нема да сгрешите таму со подароците. Катерина Поп-Арсова. Катерина Поп-Арсова, дали е тука? Многу ни е важно за да биде фер да биде тука, така. Следна? Теа Миланевска. Може го сгрешив малку презимето. Миланевска Теа, дали е тука? Теа уште еднаш? Милановска може да е. Не, сепак не е тука. Добро, ќе извлечеме некој нареден кој што е тука и може да го добие тоа. Христина Павлова. Еве и Христина. И ја некој остана таму. Марија Богданова. Дали е Марија Богданова? Тука е. Драго ми е што е тука. И Теа уште еднаш Милановска не е тука. Не е. Се извинувам што мораме вака да проверуваме кој е тука, но тоа е просто фер за оние кои што го проследиле предавањето. Верица Димитровска. Тука е и Верица. Одлично. Честитки за сите наши добитнички. Честитки. Вам ви благодарам уште еднаш, драги мои дами, а ние правиме сите пауза, малку да се одмориме, да земеме здив, да се освежиме со нашите рефреш партнери, а потоа продолжуваме со разговор. Билјана Дебарлиева ќе биде ваша домаќинка.